Ете така. Се наоѓаме во Атермеана, во Скопско Дебармало. Имаме овде бенд и Дедо Мраз и собственикот на Атермеана. И сме договорени да направиме журка. Еве сега сите престанаа да зборуваат, ама јас ги замолувам да не слушаат и да уживаат во се она што значи Скопје але. Ќе биде ова една поинаква приказна, повторно за Скопје, за сите оние песни кои што се слушали и ќе се слушаат кога станува збор за Нова година и за едно искуство што значи Нова година, кафана, бенд, односно тамбураши и Дедо Мраз. Инаку, знаете ли колкава беше жилбата на Кате и незиниот тим да дојде до овој до мене вистинскиот Дедо Мраз? Дедо Мраз, ви благодарам за приликата да го имаме вистинскиот овде. Вистина имате таа чест да видам со вас. Така е. Кажите ми сега, во Скопје не сте роден, ама во Скопје сте израснат. Да, израснат сум тука во Скопје јас и тука живеем скоро 65 години. Одлично. Како? Каде живеевте? Прво Чаир, колку што Живеев во Чаир, па после се пресели во најубавата населба во Скопје. Тоа е Пинтија. Аха, поубава и од аеродром, така? Поубава и од аеродром, и од Ново Лисиче, и од центар. И од сите е поубава. Како што да работите од центар, многу ги имам комши таму. Опа, а ве знаат сите дека таму горе некаде сте, како ми рековте, во линија на Джевак или од последните катови некаде? Да, на таа висина сум. На таа, добро. Меѓутоа, таму е доста по-чист воздух. Аха. Да. И затоа луѓето доаѓаат таму. Ама и затоа сте ваков убав личен Дедо Мраз. Така е. Кажете ми, кој ве открили? Како стигнавте во Лапонија, па потоа таму Десанка да ве открие? Видете, јас работев во предпријатие кое се занимаваше со шуми, тоа се беа македонски шуми. И често патував во шумите натаму. Меѓутоа, ми беше задоволство поради тоа што некој ми рекол сум наликувам Дедо Мраз. Добро. И си реков, па зашто јас да не видам тоа? Да видам дали можам. Да. И решив да отидам во Лапонија на обука. Аха, значи сте оди во Лапонија да се договориме? Да. Од Скопје до Лапонија на обука? Лапонија на обука таму. Пошто ја можам да издржам ладен период. Ниски температури, ниски така? температури, нема проблем за тоа. И кога се вратив, веќе луѓето видоа дека сум вистина тој Дедо Мраз од Лапонија. Ла. А со Санка од таму, така? После обука со Санка се Да, со враќаш? Санка се вратив и со елените. Вау. Па и овде дојдов со елените, елените се тука негде. Надвор? Да, Ве надвор, чекаат? Чека. Добро. Имам човек кој ги чува. Да ви кажам, само во Скопје вас со Елени и со Санка не ви е проблем да шетате по улици, така? Апсолутно не ми е проблем. Меѓутоа, каваш овде топло е малце. Топло е. И температури за мене може не одговараат, меѓутоа сепак се снаоѓа. Така е. Дедо Мраз, ви благодарам за првиот дел од моабетот, а сега се силиме кај Шериф, ама не знам како се презиваш. Мустафа. Шериф Мустафа. Како беше бендот? Сигма бенд. Сигма бенд. Ке слушнете зошто треба да посетите Атермеана и да видите како свират одлично овие прекрасни момци, заради тоа што имаат тие миг на подготовка, значи како секој добар бенд. Шериф, кога се договаравме, ми спомена, сакаше да некој друг зборува, така, велиш не, ние сме уште млади, па немаме доволно што да кажеме. И кога те прашав од каде сте родум, и ти ми рече, па ние сме всушност од Дебармало, овде каде што и седиме. Точно така. Јас сум роден тука во Скопје, моментално живееме на Битпазар. Иначе моите се по потекло од Западна Македонија, но помеѓу двете светски војни се тука дојдени како занаечи, всушност како слаткари, кои што работеле кај песталоци, им држеле сладкарница. Како се викала сладкарницата? Не знаеш? Не ми текнуе се. Добро. Да. Тоест пред тоа, пред земјотресот, кај старата војна болница, кај денешен изгеј таму. Да, и подолг период живееле тука, низ Дебармало. Ние постоиме како бенд, да кажам за нас, еве веќе 10 години. 10. Година и пол од самото отварање, тука се дружиме со Аце, Да, свириме. ама не ве припозна, нели? Треба да Да. имаш и добро уво како собственик, така? Токму, да. Да ги откриеш вистинските, Така е. Скоро година и пол сме тука и понатака ќе продолжиме заедно да се дружиме и да соработуваме тука со Аце. Во овие 10 години секако сте имале повеќе нови години, нели, новогодишни Така, прослави и така натаму. Што сакаат Скопјани да слушаат? Вака да кажам, за разлика од пред 7-8 години или 10 кога почнуев да свирам, Добро. беше некако
луѓето имаа повише енергија, повише се дружа, имаше повише прослави. Многу поинакво беше. Сега некако е, поготово Спласно? после короната, да, некако е малце ситуацијата поинаква, не е како што беше она Добро. тој жарка и луѓето. Не кажувам за пред 30 години, пред 10 10 години, ама години. да, сепак е малце се осеќа тоа, барем ние музичарите, не само јас и другите колеги, Така е. сме дискутирале на таа тема, е малце поспласнато е, нема тоа. Да. Тоа. Добро, стига уште Александар или Цаци. Јас го познавам како Цаци. Цаци може Цаци така да биде? Не знаат со многу имења. Ете така, Битно добро. е име да имаш, а не као се викаш. Ете така. Цаци ти благодарам што ни дозволи еве Благодарам во и еден на вас. дел од просторот на прекрасното место во Дебармало Атермијана да ја снимаме Скопје але во ова новогодишно издание. Сакам да те прашам, нели, велиш нема да ме прашуваш тоа заради тоа што ќе биде како да има многу години. Ама си како си, нели, за да отвориш кафана треба да си боем. Треба да си боем во душа и да го знаеш тој свет и да го сакаш тој свет. Каква е твојата приказна во однос на создавањето? Знам дека си одличен гурман и одлично се снаоѓаш и во кујна. Знаеш, знам дека знаеш. Да. Се знаеме и јас и ти одамна. Како е? Па потешко е да си Газда? домаќин на гостите, Аха. знаеш, во кафана, отколку да си гостин. Гостин е многу полесно. Помалку грижиш, си доаѓаш, си поминуваш максимално убаво, Да. а као домаќин треба да се погрижиш да си помине гостинот така како што си замисли. Смени се навиките, што спомна Да. и Шериф, исто, и ја цел живот по локаливе, кафичи, кафани, сакав да видам како е до оваа страна. До оваа страна дефинитивно потешко кога имаш одговорност за гостите кои што ти доаѓаат во твојот локал. Иначе Скопје си има своја магија, си има своја убавина, Дебармало исто така, го рачунаат за еден рај на кафаните. Скопје сме искачале, наш пари се Скопје, така, Така е. тука првите љубови, моите тука се запознале, на времето искачале пред Ванила, таму се запознале, моја прва љубов сме искачале, сме се собирале кај Бони Јани, кај Така е. грчка амбасада. Сега нови генерации искачаат тука кај на блиска пекара, да не ја спомнам, треба фактура да Добро. им пуштим. Да, треба фактура. Така да има, сите си имаат некој свое место за искачање и тоа што им убаво на луѓето, нека си го прават. Скопје нуди многу можности и сепак е наше Скопје. Така е. И сега се договоривме дека ќе биде ова емисија во која што ќе има многу музика, а помалку муабети. Не дека ќе нема, Дедо Мраз ќе ни раскаже уште некоја своја приказна. Шериф, која договор во со Бегиндов? Која ја свириме прво? Елено Керко прва ќе Елено направи. Кирко, Дедо Мраз, знаете да пеете, така? Елено Кирко ја знаеме? Да, да. Ајде, пееме заедно. Ајде се дадам. Не, добра, со сока, Како може да бъде? Вози. Елено Керко, Елено, ти една на мајка, Браво. што стои
Ама знаете дека сум го избрала вака сега, од Лапонија, вистински, од наобука бил дошол и знае да пее. Па јас го научив јазикот. Зашто пеем? Зашто македонските песни се најубави песни на светот. Така кажете ни, така е. Тоа е. Значи, македонскиот мелос секаде се почитува. Порано, кога танец одеше да игра во светот, Така е. фолклор, сите се бореа за второ место. Зашто првото е гарантирано за За танец. танец. Да. Тоа нешто многу кажува. Така е. Кажите ми сега кога одите на тие, всушност кој ве откри? Ајде сега така да. После обукава, кој ве откри овдека во скопските приказни? Видете, јас ме откри менаџерката сега што ми е Менаџер. менаџер. Дедо Мраз има менаџерка. Јас имам менаџер. Добро. Она вика ти одговараш за Дедо Мраз и рече ќе дојдеш кај мене, јас ќе те менаџирам. Па. И како е менаџеркава? Добра е? Одлично. Значи, менаџерката е многу добра. Добро. Пред се со мене и со сите останати. Така е. И сега менаџираниот Сега, Дедо Мраз. Ајде, добро, кажете ми. Менаџираниот Дедо Мраз работи во продукција на Триангл. Добро. Тоа е таму менаџерката застапува со мене работи и работи со некои останати. Ние едва и најдовме место каде што сте слободен и може да дојдете во кафана да снимиме, Па така? види, јас имам многу работа. Многу набиена агенда овој. Набиена агенда, али менаџерката добро менаџира. Аха. Продукција Триангла е одлична продукција. И Супер. така работам јас со Триангл веќе 5 години. Одлично, добро. Ајде сега застануваме овдека. Цаци, можеш да ни кажеш? Пак јас? Да, пак ти. Каде прва љубов спомна приеска? Каде беше таа? Па во Скопје нормално. Тама каде во Пред Скопје? Бонијани, кои скачаме као, Бонијани? да, кои скачаме као средношколци. Добро. А вие каде ја сретнавте првата љубов? Првата љубов. Бабата ке слуша? Нека слуша бабата. Нека слуша, да. Првата љубов нема. Да е. Па нормално. Па вие сте имале среќа да Ја втор пат верувам Дедо Мраз сега. Верував као дете, па не верував и сега пак верувам. Па да веруваш, зашто бабата што викаш, таа ми е првата љубов. Ај, како? Ретки се ваки, верувам. Како Она Дедо е релативно Мраз? младо, 10 години сме разлика и прва љубов ми беше и прва. Кај се сретнавте Дедо Мраз? Па кај се сретнавме, тогаш имаше корзо. Добро. И на корзото се сретнавте и викам, ова девојче ќе може. Ме бендиса. Ме бендиса. Добро. А А гледам таа дека дека- 10 години а јас помала од неа, од вас? Гледам дека и она Нешто ве реагира бендиса. така ме бендиса и се викам овде ќе биде. Ќе биде? Да. Ај кажете И ни така. се уште како курзо беше, па одиме пак со песна. Па види корзото беше така, 20 по 20, тројца по тројца како иде, тоа се вртеше во круг. Во круг. Да, во центарот и имаше едно корзо на плоштад тука. Тие што не шетаа, што беа сами, што ваму таму и тоа се викаше последна шанса. Не дај Боже да се последна. Ама тие години таа последна шанса и оваа нашава последна шанса се Не знам. многу различни. Значи штом човекот ќе дојде на тоа корзо да шета, тој или ќе се ожени или нема да се ожени. Тоа му е не. последна шанса тука. Да, ама чекайте, тие до 26 тамо беа до последна шанса или постари тамо немало или? Постари, Имало и имаше до постари? 30 години, да, тука негде. До 30, а? 30. Не е како сега по 50 што има. Сега се бара и во последна шанса си 55, така? Да, да, да. Да, да. Добро, Па сега продолжен е може- животниот слушај, век, бе. Така е. Сега може Нормално. и тие да се оженат. Така Ако е. последна шанса, меѓутоа има и господи што се така Така за да, последна шанса. така да, И така. така тие може да се најдат. Така е. Дедо Мраз живее во Пинтија, на високо, тамо чиј Најубавата населба во Скопје. Тоа Втор пат го да го кажавте. потенцирам тоа. Зошто е најубава? Зашто е најубава. Кога станувате што Уште има? Чист воздух и чист друго? воздух и се е убаво. Шума Имате дворча? Има шума во близина. Добро, Да, имам дворче, имам паркови околу добро. куќата што јас сум ги направил. Да. И одлично е таму за живење. Мислам дека Скопјани не знаат се уште за таа населба. Доволно. Ќе ја Не се дознаат. запознати. После оваа емисија ќе тргнат Мислам во офанзива на дека Пинтија. треба да поминат само еднаш, ќе видат дека е убаво таму. Така е. Таму нема загадување како Нема? овде. Има ли многу слабо?
веќе во градот се чувствува многу повеќе. Така е. Одиме со песна Дедо А Мраз. не е тоа надвор од градот, Да. меѓутоа во Да, близина. така е. Шериф, што пееме пак? Па се една скопска да направиме. Ајде. Може за една скопска стара убава населба. Идеме една песна за чајрец се ќе направиме. Ајде. Сакаме да ги поздравиме од тука сите и стари и млади чаирчани. Чаирчани, И што така е. живеат и што живееле. Ете. Ете така. Да, хајде да видиме кој е песна. Ајде мајстер. Пусти ме рак, пусти ме рак, имам на чаир да идам, на чаир да идам, цане да го видам. Пусти ме рак, имам на чаир да идам, на чаир да идам, цане да го видам. Чаир, чаир, машала, срција до чалгија. Кој пее терца? Кој пее терца? Чаир, чаир, машала, срце во поцане ми умира. Ајде, мајсторе. Ајде, Дедо Мраз, одамна не сме направиле живели. Ама ова нешто, музика без пари не бива, а? Чека да викнам пари. Пусти ме рак, на чаир да идам, цане да го видам, како свири мале, цане на кемане. На чаир да идам, цане да го видам, како свири мане, цане на кемане. Чаир, чаир, машала, чалгија до чалгија. Чаир, чаир, машала, срце во поцане ми умира. Сега го прашам само што вика Цане, што по Цане му умира срцето? Да, срцето ја умирало по цане. Оваа песна е на Ова е Елена женска Георгиева. песна. Точно така. Аха. И голема благодарност до неа што оставила пак оваа песна за Така е. чај. Да. Ето ова ќе да. се памети и кај да идеме, знаеме да ја отсвириме. Една многу убава Тоа песна. дека си во Битпазар тамо, дека Па тој дел ти тука е сега, тој дел? па тука е општина Чаир, да. сме, ама тука се мешаме со Се чаирчани. мешат. Што значи да се живее во Чаир, Шериф? Како да кажем, има во последно време, овие години, конкретно на Битпазар сум ја во едно старо, Добар. мало, пак да кажем, кој што се вика Дуќанџик, Аха. има голема гужва, комшиите се прекрасни, значи, мешавина. Значи, јас знам 3 јазика, турски, албански и македонски. Штета што ја не знам, можев ми на друг Тоа е јазик. богатството. Тоа е богатството, така е. Знаете како викам, кога искачам од дома да идам на пазар да пазарам, првин ќе кажам на некој албанец комшија на албански. За поевтино да земам. Не, не да Турчин. како си, Не како го си, издавајте или си. ќе направиме некој муавет Да, на албански, да, идам подоле на босанци некој, па после ќе сретнам некој македонци комшија. Добро. Дедо Павле ќе го видам, ово е оној, 3 јазика ја ги зборам како од шала. Како од шала. Да. За секој утро. Секој утро. Ете ви. Знаете како викам? Ти вие знаете колку? Јас Сите познавам, светски. не да знам, ги А, познавам. Ако зборува двајца, ја ќе познам одма на кој На јазик. кој јазик збор? Па и тоа е е многу волшебство. важно, да. Така е, да. Шериф и добро, а онаа гужва која што се создава, не си во тој дел кај што има многу гужва Абе чај? баш сум во тој дел, Баш си во мислам, тој? јас сум кај полициската станица на Битпазар. Па тамо е вака. Да. И? Ама Ама сме се убаво е. навикнале, бе убаво ни е на нас, знаете како си викам. Пешки сидам јас сегде, Секаде, да, близко ти е тргнам, се ми е близко. Знаете како им тоа мешавина на култури
народот треба да се меша, треба да гледа еден од друг, да гледа, да живеат заедно. Кога познаваш повеќе, јас сум годинава ќе дипломирам, иначе етнологија, антропологија, и Значи, ги ти знаеш изучувам, и да, така, токму точно така. знаеш Значи како. го гледам тоа се низ призмата на етнологијата и антропологијата. Ги анализирам тие состојби. Кога е мешано е некако поинтересно и поубаво. Можат се што да зборуваат, но не е така. Значи јас живеам, сум роден таму, прекрасно ми е барем мене. Многу работи научив, многу ми е убаво. Вака сега да не заборавиме, нема да зборат сите овие момци, но се заслужни сите до еден затоа што ќе имаме супер емисија. Така, Така. можеш да ги представиш вака да ми помогнеш. Вака се. Значи тоа тамо Ово е е мојот твојот брат брат. Шенол, така. Значи да знаете, браќа се вистински иако не личат, заради тоа што како беше ти си личиш На на, мама. кога? Ти си на мама, а тој е на тато. Така личите, значи Кире е вистински. посинето групава и ние се браќа браќа. Кире не е од групава, Не, посинете. посинете и они се браќа. Добро, Кире? Точно така, Кире, Љупче. Како и- се вика? Љупче. Лупче. Добро, кога ги бираше, знаеше дека терца толку е добар? Абе, тој е најдобар од сите тој. Ама и пиц мајстор е добар. Да, и пиц. добар. Тој се го бива Зашто? кате се за пријави да зборува, тоа е За све. муабетот. Добро, а овој господин овде на виолина? Тој е исто така дипломиран музичар, да кажеме, со музичка академија, дипломираше хорна, може и самиот да каже. Тој не е најписмениот музичар од целиот бенд. Од целиот бенд. Тој не учи кате. Како се вика? Иван Божиновски е тој. Иван Божиновски, да. Се надевам дека ова нешто ќе ни помогне да се слушнеме. Иван, кога се бираше бендот, како ти во бендот? Ајде таму да ја пушам приказна. Па, иницијатори бевме јас и Шериф за Добро. за Од овој кај се бенд. знаете? Да се па случајно се запознавме. Аха. Значи таква ни е, мислам, Таква звезда сте имале, така? па не заеднички интерес е така, како музиката и да. тоа не спои. Си рекоме зашто да не направиме нешто заедничко да биде. Брат ми исто музичар, брат ми музичар Така. и да го направиме тоа една А, голга ова е целина бенд да за биде. двајца да го браќа и спои. Кира е пусинат. Убаво си кажа Се цаца. Така. каже. Така, меѓутоа, одлично На си два пара браќа, функционираме, да, да, да. супер. Тоа е најбитна слугата во еден состав. Аха, Прво тоа. да. Значи пријателството, слугата, па се останатото Да. си доаѓа на свое. Кај живееш, Иван? Јас живеам во Бардовци. Бардовци. Така е, да. Ај, sad ти ќе кажеш Бардовци е најубаво, тамо е најчисто, тамо е најскапи плацови, да не го Најлудо продаваш е таму. плацот, а? Најлудо е таму. Најлудо? И најубава зелка има. И најубава сделка има, да, тоа сме Најлуда сигурни. журка за нова година има таму. По тоа е најпознато да речеме селото по Аха. зелката, бидејќи сите одгледуваат повеќето Добро, луѓе зелка. таму се занимаваат со земјоделство. Јас знам еден Драги, што продава зелки, го знаеш, Драги? На пазарот, оној Бардовци пазар. Ама познат? многу има. Многу има, многу Драги, да, добро. Конкуренцијата е голема. Голема, добро. Така. Твоите одгледуваат нешто такво, се занимаваат Така, со да, тоа? се занимава татко ми со тоа. Исто. Значи ти имаш супер зелка, имаш некоја Така, за продавање да, уште да, или продавте може. се? Не, остана уште Уште некоја. нешто има? Добро, да им имам. кажеме бројче она. па. Јува, така, Јува, да. кате, Јува сега, Јува. Јува сега, така? Јува сега. А, кога сме кај Јува. Да, нели Иван, после нова година, најдобро да имаат сите дома Јува. Така е. Како нов си. Така. Така? Така, да, Добро. да, да. После колку чаши си како нов, има врска колку чаши си испил? Па Или не, флаши? Најдобро една. Најдобро е една најубаво. флаша или чаша? Не, чаша. А, Чаша, чаша. Па после чаша не ти треба да Јува, шо? Добар ке си, така? Па, Така некако. Да. Добро. Како е у Бардовци да се живе? па видете, одлично е. Мене ми се допаѓа многу. Мислам, местоположбата е многу добра. Блиску е градот, Аха. не е многу оддалечен за За да дојдеш сега, па Така, има да. повеќе можности, да речеме, така? така, да. И сепак поинаку е, мислам, јас сакам во куќа да живеам сепак. Аха. Ти Поубаво како е. Дедо Мраз? Така, да, зашто Така. сепак за нас како музичари подобро е во куќа, мислам. Да, не пречиш тамо кога Така, вежбаш. ете, така. Додека не научиш да свириш, кога ќе научиш убаво и во зградата. Кој ќе научи убаво да свири, нема да пречи. Така е, нема да пречиш више. Така. Иван, кажи ми сега како некој кој што е како беше најучен во бендов, колку си некој кој што им кажува, да речеме, после грешки. Ако има грешка, тоа нема да го слушна никој од нас, другите. Ама ти ке слушнеш, бе. Па добро, да, меѓутоа и сите со оглед на тоа дека имаме искуство, сега не мора да значи дека јас сум со академија, академија, дека па треба да повеќе биде знаеш. последен мојот Аха. збор. Затоа искуството е тука многу битно со тоа што сите сме
Да. веќе во оваа работа и имаме мислам разбирање. Најбитно е да се прифати критика. Значи секој може да погреши. Тоа е најбитно, да се прифати критиката и после тоа мислам да се исправи грешката Така е. за да така е. функционира подобро. Така е. А брати кој го учеше терца така да фаќа? Виде, тоа е дарба, природно. Дарба? Така. Твоите знаат да пеат дома? Па не. Не? Не се музикални моите. И Преку како трето ви? колено генот. Која ќе биде сега, како сме договорени, што ќе пееме? Сега ќе направиме песната "Нели ти стига мојата младост". Дедо Мраз се знае тamo. Ајде, ќе Ајде, ајде. Ја знаете. Како те млада залюби, Ова е ова е за прва љубов секако. тебе памет изгуби. Како те млада залюби, и по тебе памет изгуби. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на моите зборови поверувај ми. И ви повирува? Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на моите зборови поверувај ми. Се што има, се ти подари, Така е, Дедо Мраз. се та младост ја изгуби. Све што има, све ти подари, се та младост ја изгуби. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на моите зборови поверувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови поверувај ми. Ајде, живеле. Ајде, На живе. Браво, здравје. шериф. Да живееме. Оваа Ајде. песна ја посветуваме на На кого? Дедо Мразицата. На Дедо Мразицата, На неја така. посветуваме Да, оваа да. песна. Да. Знаете што? Да знаев, може би имавте. Баба Мразица има облека? Таа дома само. Го чува Дедо Мраз, Ме го чува, пази. ми ги спрема лиштата, све ме пегла, ме дотерува и ајде на терен. Леле. Браво. А кажете ми сега вака нешто друго. Децава. Значи се сеќавам во наше време некои деца се плашеа од Дедо Мраз. Па и Сега сега, ги како има, е? и сега ги има така, што се плашат, али многу помал се. Аха. Најверојатно од дома се подготвени. Дека не е страшен Дека Дедо не Мраз. е страшен Дедо Мраз, дека Дедо Мраз е добар, на сите дава поклони, Така е. пакетчиња. И сите ми даваат писменца што да им овозможам, што да им поклонам на Нова година. Да. Јас сите ги чувам во ги имам архивирано. На вистина? Да, Леле, ќе ни пратите некоја писменца? важи. Да. Нема проблем. Еј, супер. Да видиме Јас да сум знаел дека за ова ќе ме прашате, ќе Така, донесам. ќе донесавте, ама вака со мобилни стега цк цк. може Ќе ви така. помогна и Јане. Иначе да спомнеме зошто Дедо Мраз знае добро да пее. Да. Заради тоа што кога имаш син кој што е оперски пејач, веројатно и тато знае да пее, така? Мора да знае малку. Може не опее, али? Така. Како беше неговата приказна? Како? Како одеше на Јане приказната? Со операта или со пеењето? Он од мали нозе уште, јас пошто свирам мандолина,
Па што не кажавте Дедо Мраз мандолина ќе донесавте? Леле, ај следната година. Сега се запознаваме, па ќе знаеме, добро? И јас му викам, ајде синко да видиме, слушај сега што ќе свири тато. Добро. И он слуша внимателно. Ајде да запееме малце. И ајде. И така сум го открил дека он може таа работа да ја работи. И под 8 сати сум стоел јас во школа на нижо музичко да го чекам да го завршат часовите и да го земам. Нада Гајч му предаваше? Не се сеќавам. Не се сеќавате? Добро. Многу умне се откажа, зборувам, во тој период. И пошто кога Нада Гајч- научи да свири мандолина, Добро. свиреше во младински оркестар, мандолински оркестар На Шукри? на Шукри, да? Добро. И таму сите проби што бе, јас сум го чекал пред вратите. Так. Така ми било кеф, Така е. а и немamo беше кеф. Така е. Така е. И после се запише на труба. Аха. Студираше труба. И откако тоа заврши, Се одлучи? се одлучи да се запише на оперско Солопење, пеење. така е. Солопење. Да. И сега е И во... сега работи операта. во опера како оперски пејач. Одлично. А вие сте? Мислам, ја се облекувате обликава и одите да го гледате. Да. Често Така? пати ја посетувам операта јас. Не ради што Не синот само е заради таму, него. него јас ја сакам операта. И... Така е. Така е. Се ќе ни кажеш како за нова година, една нова година само протиравте овде во кафанава која што е релативно нова? Па да. Веќе стана традиција во Скопје. И тоа на воските на соседните држави. Дента на 31-ви, Да се преку прават ден дребни журки. е журката во Скопје. Знаеш, другиве градови, метрополиве што ни се од Балканот, барем кај што сме биле повеќето за нова година, немаат денска забава, имаат вечерна. Кај нас во Скопје е традиција веќе многу долго време дента да биде Да. забавата во Скопје по кафичите, кафаните. Вечерта повеќето луѓе што стануваат во Скопје се прибираат дома покрај телевизори со фамилијата, со кифличките, со рускана салата. Така да дента е Дента е самата журката. забава. И овдека исто ќе биде Дневна на журка? 31 лани правевме исто 31 преку ден од 12 до 18 часот, после сите сме слободни и правиме што сакаме. И оваа Затварате година кафана ќе во биде 18. Како? Затварате кафана во 18 на 31, Да, толку? да, од 12 до супер. 18 часот. После Добро. тоа персоналот е слободен, гостите исто ги спраќаме, им честитаме нова година, ќе има од кафанава кифлички, руска салата и некој За печење по дома? гратис. И лани беше така, Супер. да го истераме, нели, Аха. адетот и традицијата и вечерта кој каде сака. Да, така е. Чекам И со малце. кого сака. Да, Дедо Мраз, она време кога вие бевте, да речеме, помлад, кифлички и руска од секогаш било закон за нова година? Од секогаш имало тоа, да. Да. Баба прави дома кифлички и руска или се Баба купува? Многу убави кифлички прави. А, Не сум знаел јас. Ке донесов? Има кифлички више готови? Нема готови, него Ма ќе ќе направевме. ќе направевме. И Ах, ќе леле, донесевме. што не ми тикна да ви Многу кажам убави ги се. прави. И А не руска само кој тоа. прави? Она. Може Е, Дедо Мраз ништо не зна да помогне? Јас работам потешки работи. Да речеме? Граф ќе сварам. Некои дрва ќе Добро. нацепам. И така натаму. Добро. И па да знаеме што све знае да прави Дедо Мраз. Па и да си изеде сето тоа е помош. Па Така да, да да, добра. нормално. И пиперки да да издробам, направи? да ги испржам, да ги... Може би нема да јадем на пиперки со павлака. Пиперки со павлака. Кога ќе се испржат пиперките Добро. и наместо да се стави патлиџан или нешто друго да се потполни тоа, Добро. се става павлак. Каде во пржиното? Да, во прженото. И Се се ти слушај. промешува, слушајте, да. Го знаеш? Сакаат специјалитети со или со Ова бели специјалитет е со многу бели добар. сосови Дедо Мраз. Така, Дедо Мраз е така. Да има бело нешто. И многу се вкусни. На вистина. Неверојатно убави. Значи пипирките пржени ги ставате Пржени во пипирки, павлака им ставате и Павлака и малце се попржат и се вади тоа. и толку. И после може да се мака како макаво, Така може е. со вилјушка да се... Да се къснува. Добро. А Дедо Мраз за нова година кај е? Дедо Мраз за нова година е дома. Дома. Дома После ќе бидам. 18 или после воопшто денот до нова година е дома? Вечерта дома сум. Да. Зашто ќе имам гости. И мора да И бидам гости дома. пречекувате. Имам гости, јас. Да знам дека чекате ќе дојдовме. Па не е доцна. Не е на одмета. Не е доцна. Така е. Има време. Ајде сега ширим, што ќе ни пеете следно? Ајде за заокружување може на емисијава, уште една имаме. Уште една имаме. Избирате. Е па некоја повесела.
Ајде Ајде повисало. сите гледачи стани моме да заиграш. Стани моме да заиграш. Ајде. Само ти кате сега не стануј. Не стануваме, Од на место крај ќе играј. станам. Ајде. Ајде Иван. Може да игра од место, ама не може да се смее она себе. Мора да се смее. А можеш ли да ига и да... Можеш? Ај пробај. Стани моме да заиграш, да те гледам весел јас. Чифте чамче игри. Браво, Иван. Женете човеко, женете човеко. Чифте чамче игри. Боже. Наше одобал. Опа нина нина нај, нина нај нај. Дедо Мраз? Нина нај нај. Опа нина нина нај, нина нај нај. Нина нај, Шериф. нина нај нај. Може еден дел да не. Ајде. Ајде, живели за многу години. Нема болje. Снагата ти твојта снага убава, да ја гледам да пеам, оти само еден да живеам. Да ја гледам да пеам, оти само еден да живеам. И сите заедно. Опа нина нина нај, нина нај нај, нина нај мило моме, нина нај нај. Опа нина нина нај, нина нај нај, нина нај мило моме, нина нај нај. Браво! Здравје. И за крај, пред Дедо Мраз да им пусака на сите деца, големи, мали, средно големи, возрастни, стари, какви да се. Да ве прашам, фолклор и пеење? Фолклор и пеење. Да. Јас сум член на фолклорна група во Кисела вода, која се вика Пензионерски бисери. Добро. И таму играм фолклор, а додека постои еден хор кој се вика Вања Лазарева, та таму пеам во хорот. И често настапуваме кај што има потреба. Кога ќе имате настап, ќе не викнете? Кога ќе има настап, ќе ве викнам. Така е. Ајде сега, камерата е ваша, да им кажеме само сите, веројатно ќе посакаме многу љубов во новата 2024. Така, тоа нека биде нашата желба за Дедо Мраз, за новата година 2024, ама Дедо Мраз што ќе ни посака. Во камера гледате и кажете им на Јас ви сите. посакувам љубов, среќа и многу радост и многу дечиња да има во Македонија. За да бидеме нешто побројни и така да биде поубаво и повесело. Здравицава е супер. Ова за крај може пак? Може. Чао! Може, Иван. Само